Дејан, добар ден, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Пред нешто повеќе од 3 недели ти се врати од Кабул, од Авганистан. Дали можеш да ни кажеш каква ситуација затекна таму? Вака, значи, ја кога се повлекувах од Кабул, таму, значи, веќе беа отпочнати демобилизацијски планови по однос на НАТО трупите и по однос на повеќе фирми, тоа контракторски фирми кои работат со НАТО или кои работат за други дипломатски представништва. Така да веќе беа отпочнати некои демобилизацијски планови. Имаше доста македонци и се уште има доста македонци во Кабул. Што во главно работевте? Што работат македонците во Кабул во Авганистан? Така, значи, грото од контракторите од Македонија, некаде 300-400 луѓе има таму. Значи, тие работеа логистички проекти, електричари во куња, меѓутоа има и значи некои од контракторите кои работат директно за НАТО, тоест на позиции такви што самата работа им налага, значи да примаат директни команди од одредени секции од НАТО, тоест околу обезбедување на бази, околу внатре, значи работни позиции кои се директно врзани со самата организација. Во контакти се уште со нашите македонци кои што остана и кои што се уште се во Кабул, во Авганистан, дали имаш информации каква е состојбата таму, каде се наоѓаат, дали се на безбедно? Вака, значи, НАТО е голема организација, тие ништо не оставаат на случајност, имаат доста добри демобилизациони планови. Исто така, значи, тие кои се затекнати моментално во Кабул си имаат НАТО беџеви, што тоа значи дека за emergency situation директно одговара самиот НАТО и си има посебни протоколи по однос на тоа прашање. И ја верувам дека веќе е отпочнато со демобилизација на тие луѓе. Меѓутоа, исто така, нашето МНР, сигурно бидејќи сме и НАТО земја членка, сигурно веќе се во контакт со тамошните луѓе. Така да мислам дека малку е задоцнета оваа демобилизација, меѓутоа мислам дека секи биде во ред и дека луѓето ќе се вратат, баре ќе отидат во најмала рака или во Дубај или во Индија, па оттаму ќе летаат наво. Во разговор денес со еден македонец во Авганистан кој не сакаше јавно да зборува, ни кажа дека се уште ситуацијата е неизвестна, се уште не знаат кога и на кој начин би се вратиле во Македонија. Така, нема ли да знае, значи тие се демобилизациони планови, паѓа команда, пакувајте торби, дојди ваму, дојди таму, влегуваш во авиони, тоа е тоа, или во воени, дали во хеликоптери, дали во воени летови. Цивилни или комерцијални летови дефинитивно нема, бидејќи е таква ситуацијата. Така да тие планови се течат по тој терк. Српската амбасада која е одговорна за тој регион или зона на одговорност што си има по однос на тие региони, значи има испратено на социјалните мрежи соопштение дека сите српски државјани кои се наоѓаат во Авганистан, вклучително и од Република Северна Македонија, Црна Гора, Босна, дека на тие контакт телефони може да се обратат по основ на евакуација од Авганистан, тоа од Кабул. Значи евакуација не се прави од никое друго место освен од Кабул во моментов, бидејќи има таму уште 3 аеродроми, тоа е 4, меѓутоа сите тие се затворени и не работат. Значи да дефинираме од она што може да се види и на социјалните медиуми, социјалните мрежи, состојбата во Авганистан е навистина лоша, безбедносната состојба е навистина критична. Директно не, ја верувам дека НАТО силите, според нивни собствени протоколи кои сите ги знаат таму,
дека ќе обезбедат безбедна евакуација за интернационалните сили и дека ќе се вратат назад. Ситуацијата е абнормална, значи таква беше уште пред 2-3 месеци, имаше наговестување за такви работи, меѓутоа во зависност од работните позиции, кој ги следи, кој ги знае, значи навремено си направија демобилизација, зашто таму има луѓе со бизнеси доста, со огромни бизнеси, значи не е така едноставно, значи на брзина да направиш демобилизација, така да тоа се течеше уште пред 2-3 месеца. Требаше нашите да бидат информирани дали од страна на МНР, дали од страна на други официјални лица, за навремено да се направи демобилизација таму, меѓутоа тоа е што е тоа. Афганските власти, значи, по полека почнаа да слабеат и тоа беше очекувано и дојде до ова што е сега натаму. И за крај, дали имаш информација колку македонци во моментов се заглавени во Кабул? Па мислам дека се околу 150-200. Ја работев на главниот аеродром во Кабул, а и значи стрикно во Кабул за силите на НАТО. Благодарам уште еднаш на разговорот.